Василија Петрова е млада фолк пеачка која со својот искрен настап и впечатлив вокал носи свежина на македонската музичка сцена. Незината љубов кон песната и традицијата се чувствува во секој тон, а публиката ја препознава по харизмата и емоцијата што ја внесува во изведбите. Кој да прв пат отвори сакаш да пееш? Како да ви кажам, јас како се памтам, од малини да уште пеам така по дома, со мајка ми. И од секогаш некако сум имала, да кажам, Кој е најголемиот музички предив сум имала деца? Па не можам да кажам само за еден предизвик, се е во животот. Не е предизвик и мислам дека пред првот, како се почнем многу предизвици, треба да бидеме спремни. Кој те инспирира најмногу во музика? Во музиката мислиш како музичар или воопшто? Воопшто. Па воопшто најмногу мојата мајка која е мојот талент за пеење. И Господ, дека тоа е силата во медена. Точно така. А милен пејач на народната музика си? Моја спејаност, дефинитивно. Дали мислиш дека треба да се направи нешто за вас и вие, како голем промотор на американската народна музика? Мислам дека запоставена е и нема никој споменици, нема најден листа, што пламјат на нејзин име. Ке би препорачале во тој контекст? Да, така многу добро прашање. Можам да кажам дека не само за вас пење, туку за студини, искање така големи имиња во нашата музика. Има што да се направи секако и први може да направиме некој голем концерт посветен на еве. Или да се одржи во некој од големите градови овде во Македонија, да има повеќе пеачи, да јас како еден така млад преследувач можам да кажам дека многу од нејзините песни сакам да им дадам нов живот, да ги препеам, за да може да се слушат повеќе луѓе, пошто повеќе познаат само така некој кој се нели популарни. Нејзе има стварно многу голем репертоар кој се уште не се слуша. Има многу што да се изведе. Со кој пејач би бил сакала да работиш? А си немала можност за себе? Како прашање. Па имам многу бендови, многу пеачи, не можам да кажам само еден. А некој заборавам секако. Секако така сум, како да кажам, сум отворена, со добра душа, со насмевка, секогаш на соработка со сите. И само со Господ напред, ќе се види со кој зашто. Кој е твој омилен стих од песна која што ја пееш? Да, секако сите очекуваат да кажам за Вардар и Пирин кај тие, пошто повеќето од публиката, пошироката јавност не е запознаа со таа песна. Ама еве сега отпеав една песна токму Ветранка Костадинова, кога ќе се уведени. И за тоа и ќе спомнам тоа стих. Можам дори да го запеам малку, поздрав за сите кои не гледат. Кога ќе се обединиме, кога ние едно ќе видиме. Што им препорачува на младите што сакаат да станат пеачи? Барем ете во нашата народна бранша. Добро, колку и така да звучи, едно е да сакаш, друго е да можеш и да треба. Тоа си е прво дадено од Господ. Веќе ќе се види дали веќе има талент, кога ќе препорачувам секако се појде да имате чати или барем да биде бестимне со музика, со искуство. И веќе натаму фатате кој јас се межба, ќе се биде на и секако со многу труд и многу талент се ќе биде. Има нешто што се спрема, што се снима? Да, не е така во тајна. Цело време мислам не само јас, туку и сите и мои колеги работиме многу песни. Јас лично така сум светена на постарите песни, многу да знаете да постари песни, ама сакам така во нову риби да ги ставам на сите и да им дадам ножи. А секако се трудам и на многу популярни песни авторски. И здравје се надевам и следната година, така да ви некој CD да.
Што правиш пред да излезеш на сцена? Дали имаш некој ритуал? Па, ритуал не можам да кажам. Сакам така малку да останам сама со себе, да се одморам, секако да се напијам вода. Да. И така со Господ напред, тоа е. Немам така, сакам ефтен да дадам се од себе, да се видам одма, немам трпење како се вика да искочам да видам. Имаше доста во Бугарија напади за огледа. Да. Исто и нас ме напаѓаат кога почнуваме да проверуваме македонски народни песни, викаат бугарска песна. Нас малцето ни иритира и се трудиме колкото можеме тие коментари да ги запоставиме, да го пришиме, да направиме нешто песните да сето тоа да опира. Ти си, мислам, од таму, нели? Да, родена сум уште повеќе. Да. Стендил таму сум израстена и што да ви кажам искрено. Мислам, македонците таму, како на некој начин, како живеат, како се носат со тоа, да бидат негирани. Па искрено во Стендил немам многу години во Пиринските дел, че банска сум ските причи таму. Не можам да кажам дека има лесно, само голем број од луѓе кои живеат таму во Искрено мене веќе дори не ме допира така баш во срце право не за сите тие коментари, пошто прво да се спремни и авитари се. Од почеток како викаш ти почнав да бришам јас коментари од мои песни, мои видеа, види слики, ма после гледав во медиуми различни, како ли не ме направија, па ронка, не знам што. Ама тоа е македонското си одимам. Не можам да кажам, пример, лош збор за Бугарија, пошто таму сум родена. Често кажам дека не е толку дека песните македонските нашите се изменува. Како текстите во мелодија во Бугарија, а дури се почуваат како авторски, а се народни. А па има и такви случаи кои песни дури кои си имаат автори, да. Ги преземаат и Ги преземаат. Тебе спомнав во едно мој интервју од кој стано со песни. Да. И една мисла има преца, ова е голема. Виште колку многу песни и дури нема многу смисла и во текстот кој е изменет СМР сега во една мисла имаме. Во Бугарија се пее има уште 7 дела. Кој се замислише, 50 не 7 дела, нема така. Ама добро, тоа во паметните луѓе дека го разбир. И дека искрено јас не се замарам тоа, нека се пишуваат, јас се знам многу која сум. Што сум и битно ви е да одиме напред. Само за многословие. Ти благодарни за интервјуто. Било ми беше, а сега ме очекувам таму на орото. Поздрав, од мене е Василија Петрова, до сите која следат страницата на Привилци. Одиме само напред и со македонска музика.